Војната помеѓу вистината и невестината е од секогаш и за секогаш. Од почеток на стварање на Адем алейхиселам до судниот ден, војната помеѓу хакот и батилот нема да престане. Помеѓу вистината и невистината нема никогаш да престане. Вистината имат своји помагачи, невистината имат своји помагачи. Помеѓу нив, помеѓу овие две нешта нема трето. Или си помагач на вистината, или си помагач на невистината. Директно или индиректно. Нема трето. Нема да сум неутрален. Твоите нози каде ќе застанат кажуваат за тоа која група си ја избрал. Треба да избереш на чија страна ќе застанеш. На доброто или на лошото. Потврдено е дека историјата се повторува. Улогите се исти, актерите се различни. Затоа избери која улога ќе имаш во твојот живот. Во која улога ќе застанеш. Ако застанеш во улогата на помагање на овај дин на вистината, ова ќе биде гордост за тебе во дуина и во ахирет. Знај дека во секое едно време има некој Фираун, некој Карун, некој Ебу Лехеб, некој Ебу Джехел. И денеска има вакви. Ти што си на вистината, што ја помагаш, шириш вистината, знај дека морат да имат некој од овие актери што ќе те нападнат на тебе, ќе работаат против тебе, ќе зборуваат против тебе. Зошто? Ова е Аллахова пракса. Вели Аллах џеле шану: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُم لِبَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. И ете така ние за секој еден пејгамбер направивме непријатели, шејтани, луѓе и џинои, кои едни со други се воодушевуваат со лажно разубавување на зборови. Си шептат едни со други. Луѓе шејтани, велите Ибн Тајмија, луѓе што имаат својства од шејтани и џинои. Аллах направи непријатели да му застанат на овие што ќе работаат за овај дин. Имаш денеска вакви што играат оваа улога. Нема цел ден никаква работа освен да ги одвраќат на луѓето од верниците. Сакат да ги разединат на верниците и кажуваат многу би ни било мило кога еве би се растуриле. Аллах да ги растури на ними, да завршат како Ебу Лехеб. Секој еден верник треба да знае дека не може да биде поштеден од јазиците на овие сплеткароши, на овие актери. Не може да бидеш поштеден. Зошто? Пејгамбер алейхиселам не беше поштеден. Пејгамбер сам го вика Ел-Амин, поверлив, доверлив, му става е злато и сребро во чување. Само од моментот кога почна да прави давет, почна за него да зборуваат: ти си мајџоничар, ти си песник, ти си ова, најлошите имиња. Пејгамбер сам не беше Аллах не е поштеден од овие луѓе. Аллах не е поштеден од нивните јазици. Инна Аллахе thalithu thalatha. Аллах е еден од тројца, рекоа. Аллахова, евреи рекоа, Аллаховата рака е стегната. Не можеш да бидеш поштеден од јазиците на овие, не се секирај. Не се секирај. Верникот треба во секоја состојба да го задоволи само на Аллах. Нека твоите постапки бидат изградени врз тврсти, исправни принципи и убедување на динот, а не врз мислење на народ. Омаловажувањето од луѓето спрема тебе не ја намалува твојата вистинска вредност. Колку и да те омаловажуваат, колку и да кажуваат за тебе ниски зборови, не можат да ти ја намалат твојата вредност. Никако ја не. Не можат ја не. Зошто? Возвишеноста и пониженоста се вороти од Аллах. Не може да ти намале тебе. И на овој начин треба да ги гледаме овие нешта, да им придиме на овие нешта, специјално во ова турбулентно време во кое живееме. Кога многу застанале во напад на овој дин, да застанеме ние во одбрана на овој дин, да земаме таква улога да го браниме овај дин. Ова е понос за нас во дуина и во ахирет.